Прифаќање или одбивање на францускиот модифициран предлог за почеток на преговорите со Европската Унија, како дел од поголема геополитичка игра или продолжување во сегашните ископани ровови. Македонија, како и многу пати досега, е пред неизвестна или уште една така наречена судбинска одлука. Земи или остави во ек на најголемата економска и воена криза по Втората светска војна, веќе станува јасен чекорот што го повлекува владата на Ковачевски. Но во време на протести и под закана за нови делби во општеството, одлуката не изгледа лесна. Што може да ја очекува Македонија? Заштитен ли е идентитетот или дискутабилните одредници во предлогот оставаат простор за понатамошен сомнеш? На оваа тема вечерва во студиото на ТВ24 дебатираме и разговараме со аналитичарот Александар Кржаловски. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Со колегите новинари Бранко Геровски. Добра вечер, добре дојдовте. Ида Протуѓер. Веќе не е колешка новинарка, но долго време беше во новинарските води, сега живее и работи во Австрија, ќе има да ни пренеси некои европски искуства. Добра вечер, Ида. И Васко Попетровски, кој што туку пристигна во студиото на ТВ24, новинар од 360 степени. Добра вечер на сите. Уште еднаш ви благодарам што се озвавте на поканата. Кржаловски, најавата беше прифаќање или одбивање на предлогот, а веќе го гледаме патоказот по кој што ќе се одвива работата преку собранието, веројатно. Што мислите, што е најпаметно во ова време? Па прво да има широки консултации, како што беше најавено, иако моето очекување беше дека нема да се определиме додека не завршат консултациите, така беше најавата од владата, дека откако ќе се издискутираме на сите нивоа, и во парламент, и во влада, и во граѓански сектор, експерти, медиуми, сите, ќе изградиме позициите, да видиме што се аргументите за, што се против. Ако се превагне да се прифати, во ред. Но ја мислам уште пред да почнат консултациите заврши со ставот на владата дека е прифатлив предлогот и малце се губи смислата на понатамошните дискусии, особено што се чини дека и другиот процес е јасен, дека всушност не треба поддршка собраниска на владата да одлучи и да рече прифатено и да го достави тоа до Европската комисија. Можеби пошто е најавена расправа во собранието, тоа ќе се направи, дали само информативно, ако нема известност дека 61 пратеник би гласал за, или се откако Зијадин Села се изјасни дека би го поддржал, можеби има поголема известност дека има мнозинство, за просто мнозинство да се поддржи на предлогот да се прифати францускиот или европскиот предлог, ќе помине во собрание, но во оваа фаза и тоа не е потребно. И прашање се колкава е смислата понатаму на ваквите консултации, но секако треба да продолжи ова изложување на аргументите да видиме што се предности, тоест предноста е само почетокот или некаков почеток или отварање на почетокот на преговорите, ама да видиме што се друго се замките, бидејќи до пред недела дена беше апсолутно неприфатливо. 2 години велевме, владата велеше се неприфатливо билатералните прашања да влезат во преговарачката рамка. Сега имаме нова ситуација и се одеднаш стана прифатливо, малце чудно се тоа. Добро, ако го слушаме и следиме она што го зборуваат и Ковачевски и останатите министри во владата кои што работат на ова прашање, Геровски, протоколот не е дел од преговарачката рамка, заштитен е јазикот, идентитетските прашања, и во такви услови тоа е еден од клучните аргументи кои што се наведува зошто овој модифициран предлог е прифатлив за владата. Што мислите ви? Добро, ја имам малку поинакво мислење. Јас мислам дека ќе се случат всушност сега една работа ќе се случи, една би требало да се случи. Она што ќе се случи почнувајќи од утрешниот ден, сепак ќе почне некаков политички диалог внатре во Македонија. Има огромно незадоволство, тоа не може да се негира. Тоа не е сепак дел само на странски служби, на хибридни напади, на руски агенти и така натаму. Имаме реален проблем со кој се случува земјата и очигледно од утре се настапат обиди да се случи некаква политичка консолидација. Во земјата некаков диалог околу прашањето кој до сега реално отсуствуваше.
До сега беше целата работа терана на некој блицкриг тактика да. Оно што ја мислам дека треба да се случи финално со целиот процес е дека после толку години малтретирање, прифаќање понижувачки предлози, еден процес кој, како да кажам, до крајни граници ги погоди политичките елити во крајна линија, генерација политичари практично се печеше на ражен во врска со овие прашања. Мислам дека Македонија заслужува од Европа уште еден обид, најмалку уште еден обид да се направи преговарачка рамка подобра од оваа сегашната, далеку подобра, а суштината на тоа подобрување треба да биде материјалната расправа за билатералните прашања комплетно да се изостави од содржината на преговорите со Европската Унија. Не велам дека билатералните прашања, двата договори, трите со Охридскиот заедно внатрешен договор не се битни и не треба да бидат некаков бенчмарк или некакви одредници како што се всушност од преговарачката рамка, но да се внесат елементи на преговорите, на материјалната расправа за прашањата во словото и во духот на преговарачката рамка, мислам дека не е ниту европски стандард, и мислам дека ова е една ексклузивна ситуација која би требало да се надмине во периодот пред тоа. Преговорите ќе траат долго, не гледам зошто толку се брза во нешто што може да предизвика уште поголеми проблеми во земјата. Да. Само ќе замолам режијата да пушти на втор прозор она што во моментов се случува пред собранието, бидејќи очигледно имаме тензија која што се очекуваше на некој начин и беше најавена во текот на денот, меѓутоа добро е да се види, добро тоа тече. Одиме ние понатаму со разговорот. Протуѓер, може ли Македонија да излезе неоштетена од овој процес во смисла на оние поделби кои што се создаваат во општеството, со оглед на претходната комуникација меѓу власта и опозицијата, што сега би требало да се направи за да може да се збијат редовите, така да речем, во насока и на ова што го зборуваше можеби Геровски, во насока на една посилен политички диалог? Благодарам, Младен. Да појаснам, јас сум поранешен новинар и сега работам како тренер за личен и организацијски развој. И мојот придонес во оваа дебата нема да биде да се произнесувам околу предлогот за и против, туку во делот на ефективната комуникација, комуникацијската стратегија и конфликт менеджмент. Оно што можам јас од оваа перспектива да го забележам, а тоа е дека кај владата отсуствуваше комуникацијска стратегија, односно како што слушнавме 8 месеци се преговарало. Меѓутоа немало очигледно дека некаков консензус околу државните позиции. Се разбира дека во дипломатијата преговорите се тајни, меѓутоа ако вие не обезбедите пред тоа некаков поширок консензус и околу државните позиции, може да ви се случи ова што се случува сега. Така што мислам дека страната на не добрата комуникацијска стратегија е вината е на страната на владата. Сега одеднашка луѓето се соочуваат со некаков исход, силни се емоциите и повредени се. Сакав да се послушам со еден модел на се вика за ескалација на конфликти на еден германец Фридрих Гласел и тој дефинира 9 фази, односно 3 нивоа на ескалација на конфликти. И имам методи за деескалација на конфликти. Во првото ниво има вин-вин ситуација каде што има 3 фази. Првото е на судир на интереси, второто е на полемика каде што секоја страна се држи до своите позиции и сака да ја убеди спротивната страна во својата вистина. И третата фаза од тоа ниво е кога веќе почнува акција, значи почнува некои активности против противникот. Второто ниво е win-lose ситуација и се плашам дека ние сме дури и во win-lose, па на кај lose-lose ситуација и на домашен терен и со нашиот сосед, односно со Бугарија. Во win-lose ситуацијата настануваат коалиции во првото ниво, во првата фаза, после тоа станува она што се вика губење на образ, односно меѓусебната доверба е тотално уништена и во последната фаза од ова ниво се одмеруваат силите, односно е power game и едната страна се заканува на другата.
Во случајот помеѓу Македонија и Бугарија, значи Бугарија има посилна позиција за собирање на коалициски партнери, а ние сме многу слаба страна тука. Зашто? Бидејќи ние не сме се договориле околу заедничките интереси на државата. А зашто не сме се договориле? Тука мислам заради тоа што политичките партии се претворени во акционерски друштва. И ако вие имате акционерски друштва, тие не делат заеднички интерес, ме разбирате? Например, и дури во конфликт менеджмент, во мојата обука и коучинг за организацијски развој, кога некој има конфликт на работно место, јас ги прашувам дали има емоционален дел во конфликтот или само интерес. Ако нема емоционален, тогаш гледате дали кои ви се точките на интерес да дојдете до одредено заедничко решение. Значи, дали ние имаме интерес Македонија да оди напред како граѓани? Имаме интерес. Зошто политичките лидери тоа не го остваруваат? Заради тоа што политичките партии како акционерски друштва имаат интерес кој нема врска со националниот интерес, односно со државниот интерес на Македонија, и тоа е нашиот основен проблем, што имаме криза на лидерство. Кога ќе се трансформираат политичките партии и ќе дојде сериозно лидерство, тогаш ќе може веројатно и да дојде до обединување. Сега ние сме разнебитени дома, имаме слаба позиција кон Бугарија. Да, благодарам и да ќе замолам режијата нека пушти на голем екран ова што се случува со малку тон, да можеме да видиме атмосферата и да ја почувствуваме. Очигледно таму има и димни бомби или тоа се можеби петарди кои што ги фрлаат дел од протестантите. Добро, ќе почекаме за некое време да се вклучи и нашата колешка Искра Опечевска која е на терен, па ќе ни објасни што повеќе се случува. По Петровски во собранието веројатно треба да заврши оваа консултација која што се случува во изминативе денови после обелоденувањето на францускиот модифициран предлог. Широко незадоволство видовме. Квалитет е тоа што и Геровски го зборуваше, нов квалитет е вклучувањето на ВМРО ДПМН, независно дали тоа е преку работни групи, како што велат, или преку редовните координативни механизми кај председателот на собранието Талат Џафери. Се разбира, никој не знае прво сега до крај какви се намерите на едните, какви се намерите на другите. Се зборува за тоа дека веќе има драфтувано некакви заклучоци кои што би требало да произлезат од пленарната седница на која што ќе се разгледува предлогот и така натаму. Но добро ако најголемите две партии на македонците, условно кажано, најдат заеднички јазик околу заклучоците и до нив стигнат со консензус или барем блиску до консензус. Но прашање е што тие заклучоци ќе значат и дали тие можат на било каков начин да бидат вметнати во она што се вели преговарачка рамка, бидејќи тоа е веќе затворено прашање, или ќе биде наша забелешка Народно собрание. Да, добро. И како на тој начин понатаму тоа ќе се комуницира во односот со Европската унија, или тоа ќе бидат само нашите македонските црвени линии, да речеме, во преговорите. Како гледаш на тоа? Не мислам дека се безвредност тие заклучоци, зошто? Затоа што се разбира, на масата овде вечерва за дебата имаме луѓе со различни ставови. Мојот став е дека во моментот нема ништо што е толку страшно за да се каже не. Сето она што изгледа страшно се претпоставки за тоа како процесот ќе се одвива во иднина. Се разбира, тоа треба да се има предвид и да се зема предвид кога ќе се носи конечната одлука, но ако во тие заклучоци има некакви јасни ингеренции, јасни укажувања до владата која што понатаму треба да ги искористи своите ингеренции, па да им даде јасен мандат понатаму на преговарачите како треба и може да се однесуваат во пристапниот процес кон Европската унија, тогаш зошто да нема тоа своја вредност? Имаше барем две круцијално болни точки кои што се наведуваат во овој момент во таа преговарачка рамка. Тоа е дали тие историски прашања преку формите кои што се наведени ќе бидат понатаму дел од условите за преговарање со Бугарија и споменувањето на македонскиот јазик со таа една фуснота што ќе се објави еднаш на почетокот и после веќе нема да се споменува, ќе биде чист. Дали тоа понатаму може да го проблематизира евентуално Бугарија во некои идни услови? Кржаловски и Геровски, па ќе дебатираме на таа тема, малку да влеземе во суштината на она што се вели предлог. Добро, дури да не влегуваме, чудно е старт како нешто што беше неприфатливо пред 5 дена, сега со
модификации кои се или само 2 или дури 3, стана многу прифатливо или непроблематично, од кои едната е пофалбата за зачувување на јазикот. А барем 100 изјави има од вклучените во процесот во овие 6 месеци дека воопшто не се преговара за јазикот, така? И тоа стана клучен аргумент дека сме го зачувале, што патем нели го зачувавме и бетониравме со преспа уште. И кој што вика Васко, од искуството ни кажува дека можеме да претпоставиме дека чим останува и таа, дали е само унилатерална декларација, дали една фуснота или што, дека и натаму ќе се проблематизира. Од друга страна, јасно ни е на сите дека ќе се проблематизира, прашање е дали покрај тоа може да кажеме да сега, па како што вика председател Пендаровски, поутре ќе речеме не на првиот пат. И што е разликата, за мене е дискутабилно. Зошто не сега да кажеме не, и како Геровски што предложи, ако можело за 5 дена да се модифицира предлогот, па може и за пак да се модифицира. Сигурно не се состана пак корепер со сите 26 земји членки 27 да го разгледува и гласа уште еднаш модифицираниот предлог, така? Да, но во оваа ситуација да се одбие предлогот, дали ви изгледа логично? После сите овие напори, ако ја видиме и целата генеза на целиот проблем како настане, договорот со Бугарија, изоставувањето вакво или онакво на протоколите од договорот, македонскиот јазик е вметнат како чист македонски јазик во делот на она што се вели понатамошен тек, со унилатералната изјава останува. И во една ваква ситуација имате една тешка економска криза, една тешка воена криза. Дали Геровски мислите дека на владата е многу потешко да го одбие отколку да го прифати предлогот? Па, ако не се лажам, пред 10 дена го одби предлогот. Премиерот Ковачевски го врати на доработка и рече дека во ваква форма не може да се прифати. И после ние добивме, тој предлог реално не го видовме претходниот, оној оригиналниот предлог, но читавме нешто околу тоа. Приказната дека ова е земи или остави и дека ако ние го одбиеме предлогот, веднаш автоматски застануваме против Европската Унија, дека ќе бидеме против Франција, против Макрон, дека нагло ќе имаме криза тука или не де Боже меѓуетнички тензии, мислам дека е непотребно плашење на народот. Имаме ние 30 годишна историја на независна Македонија, сме имале многу предлози, многу и покритични ситуации од сегашнава. Имало ситуација во кога политичката елита кажувала не на предлози, а сме имале блокирана граница према Грција, кога немало бензин во земјата, горива, кога немало леб да се јаде доволно, подсетувам на 90-те години, па сепак собирале луѓето малку доблест и храброст да чекате, не може баш се да помине. Така што ако ме навлекувате на таа реторика дека сега се ќе пропадне, ја добро кажам добро, све ќе пропадне, ајде да прифатиме, да наведнеме глави и така натаму. Значи тоа не, но што е толку лошо во предлогот заради тоа што мора сега да се вие сметате дека треба да се одбие и да се остави простор во наредната една година. Во вашето прашање се содржи говорот. Вие напишувате што е толку добро во предлогот, и прашувате што е толку лошо во предлогот. Зашто мораме да прифаќаме нешто што е толку лошо или помалку лошо во предлогот? Ви кажав на почетокот, Македонија во целиот овој процес на преговори, на пристапни преговори, практично до овој момент, кога уште не сме наседнати на маса за преговарање, ние правиме отстапки. Тие отстапки се големи, жестоки, неумерени отстапки. И ова сега што се прави е под притисок практично на една страна, на Бугарија. Што е, например, неумерена отстапка? Тоа што бугарите треба да бидат во уставот пред започнување на втората конференција, односно на... Сакате материјално да се расправаме, ќе кажеме вака. Прво, владата вели, рамката ќе се обврзе бугарите да бидат вклучени во уставот пред втората меѓувладина конференција, значи меѓу првата и втората. Неспорно, ама неостварливо. Зашто? Затоа што владата не е фактор кој одлучува. Таа може да предложи, може да ги скицира, да ги напише, да ги предложи самите промени, но одлучува парламентот со двотретинско мнозинство. Оно што може да гарантира дека ќе настапи таа промена е само парламентот.
Знаеме во оваа ситуација, гледаме што се случува на улиците, ова избит на задоволство, дека ние сме далеку од таква артикулација на политичка волја, да можеме да кажеме, дури сме биле и заедно на некои разговори и така натаму, каде што не се ни предвидува пред 2024 година воопшто тоа прашање да падне на маса, да се стави на маса. Или прашањето за јазикот. Да го демистифицираме. Овдека зборуваме за јазик кој се спомнува во преговарачката рамка и на кој ќе бидат преведени европските документи. Тоа е македонскиот, чистиот македонски јазик и тоа е неспорно прашањето, како што немам никаква дилема со правото на Бугарија да стави забелешка дека тоа е еден од 6 бугарски дијалекти. Да знаат граѓаните дека така гласи таа забелешка, таа ќе се нотиди, таа ќе биде составен дел од тој настан. Но, ако зборуваме за македонскиот јазик во официјална употреба во Европската Унија, чист македонски јазик во официјална употреба во Унија, зборуваме за едно друго поглавје. Тоа е поглавјето 34, за кое посебно ќе се преговара и воопшто да немаме дилеми дека Бугарија повторно ќе стави вети, бидејќи кога Бугарија го прифати овој предлог во Националното собрание, беше дадена изјава дека ништо во предлогот нема што имплицира дека Бугарија го признава македонскиот јазик. Благодарам. Значи ќе имаме проблем. Да, благодарам. По Петре. Тоа со поглавието 34 од вчера или од завчера Марко Трошановски прв го соопшти на јавна сцена, а вчера во една писмена реакција со истиот став излегува Институтот за европска политика и серија Македонскиот центар за Македонскиот центар за меѓународна соработка, се извинувам, и редица други. Мислам дека се работи за, да не употребам тежок збор, за тешка манипулација. Затоа што начинот на кој што е ословен или одредницата за јазикот, за македонскиот јазик, во преговарачката рамка за Република Северна Македонија, како што е во францускиот предлог, е идентична, на идентичен начин како што е одредницата за хрватскиот, за српскиот јазик за една земја, Хрватска, која што веќе е членка на Европската Унија, и за Србија, која што е во пристапниот процес. Унилатералните изјави чувме 100 пати досега дека немаат своја правна последица врз содржината на преговарачката рамка. А мислам дека на сите ни е јасно дека преговарачката рамка е на еден начин уставот на пристапниот процес. Така, се друго, да, се документи кои што тука и таму ќе се усвојуваат, ќе ги гледаме, ќе ги читаме, но уставот на пристапниот процес е преговарачката рамка, а таму одредницата за македонскиот јазик е кристално јасна и чиста. Денеска го имаме председателот на Европскиот совет, Шарл Мишел во Скопје, да, нека биде и во убедувачка мисија, нека биде и изнудено, во 2-3 часа престој во Скопје, 100 пати рече македонци, 100 пати рече македонски јазик. Пак ќе речем, нека биде изнудено, нека биде и во убедувачка мисија, ама е одустата на првиот човек на Европскиот совет во името кој што настапува во името на 27 земји членки на Европската Унија. Тоа што мислам дека се превидува е дека преговарачката рамка е нултиот документ. Значи има Совет за општи работи на Европската Унија. Се усвојуваат заклучоци кои што велат дека се усвојува преговарачката рамка. Значи преговарачката рамка е нулти документ. За да биде усвоена преговарачката рамка, Бугарија треба да даде согласност. Значи, Бугарија дава согласно за преговарачка рамка во која што македонскиот јазик е со чиста одредница. Унилатералните изјави се нешто сосема друго. Никој не може од нас да оди контра правилата на Европската Унија. Сега, ако мислиме дека можеме да ги менуваме правилата на Европската Унија, кои што им дозволуваат на земјите членки да вложат такви унилатерални изјави во секој момент кон било што, тоа е друго прашање. Стравот беше дека таа унилатерална изјава Бугарија во подоцнежната фаза ќе може да ја искористи и да каже ние никогаш не сме дале такво право, сега одново го проблематизираме. Но Бугарија во секој момент може за било што повторно да ја блокира земјата. И дали во такви услови не изгледа пологично да се влезе во процесот, а потоа да се работите на некој начин хедлаат со поставување на овие црвени линии кои што во собранието ќе бидат
изготвени од страна на сите партии. И да сакаш. Да, сакам да кажам од аспект на повторно ќе кажам коучингот и solution oriented coaching, дека ние тука на масата сите дебатираме околу внатрешниот конфликт, а не конфликтот со Република Македонија. Ние зборуваме со Бугарија, пардон. Значи ние зборуваме и веќе сме во онаа прва, нели, фаза на ескалација на конфликтот, каде што секој, нели, има убедување околу своите сопствените позиции во однос на внатрешниот наш конфликт. Значи ние немаме усогласено позиции, па сега да зборуваме околу модалитетите како ние да настапиме во однос на Бугарија во тој преговарачки процес, него ние не можеме тука единство да обезбедиме и тоа е многу лош поидовна точка. Значи еве вака да ви преведам едноставно во јазикот на коучингот, секој што доаѓа кај мене како клиент се соочува со една неповолни околности. Како ние што викаме, нас не се неповолни околностите, ние сме мали, ние сме вакви, тој е силен партнер од таа страна. Ако јас ви раскажувам сега со какви проблеми се соочуваат моите клиенти, ние може сите четворица, петорица тука да плачеме, меѓутоа околностите се тие и поединецот треба да се постави кон тие околности. Да се постави на голем екран, пуштете го ова што сега се случува, гледаме фрлање со тврди предмети. Благодарам. Повели да. Да, сакав да кажам дека ние треба да се поставиме кон овие околности и да излеземе од тој мод на условно речено детска логика, дека ете ние да викаме овие не се фер, тој така ни направи, и да влеземе во една фаза на зрели луѓе што ќе најдат решенија. Затоа ние треба дома да се обединеме и да се отвори каналот на комуникација каде што ние треба да изградиме некакви државни позиции. И се согласувам со Кировски дека ние сме некако во ад хок ситуација за нешто што не успеала власта како комуникацијска стратегија и ние сега гледаме ова што јас го гледам, нели, како психолог ви го кажувам дека тоа е емоција на недоверба. Значи за да се создаде доверба треба прво политичките партии да седнат, да изградат позиција, да влезат доверба за да не имаме посилна позиција во однос на разрешување на овој конфликт. Се согласувам дека како дел од влегувањето во тој процес, нели, на преговори е можеби подобар кога ние сме разнабитени. Значи, јас не сум сигурна дека сега ние имаме и толку аргументи да сме ние силни тука и да имаме да се бориме за државните интереси и да си ја вршиме домашната задача да направиме Европа дома во ваква позиција на жртва на дете, дека ние тоа ќе успееме. Значи, јас тука ми е мене дилемата. Околу наоѓање на решенија. Кржаловски од Да се надоврзам на тоа, бидејќи исто решавање конфликти меѓу другото и МЦМС доста има искуство во тоа. Јас 7 пати во Белфаст сум бил за споредба на нашиот Охридски рамковен договорот од Велики петок за нивниот конфликт и како се решавали, кои се разликите. Сака да се надоврзам за што го вели Ида за национален консензус. Па ние имаме национален консензус, има собраниска декларација. Според толкување на некои пратеници, резолуција, да. Сите точки од таа резолуција се прекршени. Сега ја читав и малце преопштај и секогаш остава можност за толкување, но ете некои од пратениците сметаат дека сите точки се прекршени, затоа треба убаво што ќе има расправа во собранието, па да се види дали и Бујар Османи исто така рече, он смета дека е во рамките на тие одредници, но собранието треба да го каже тоа, а не владата. Второ, до пред 10 дена ставот на владата беше дека не се преговара за името и дека билатералните прашања не смеа да влезат на ниеден начин во ова. И сега ние се дојдовме во ситуација за јазикот на шок за билатералните прашања, историја, образование и се до тоа што се најдоа. И сега ние со фудбалски речник да се изразам, првото полувреме кога излезе предлогот француски, го изгубивме 5-0. И сега со модификацијава дадовме утешен гол. И сега е 5-1 ситуацијата. И сега се расправаме еве ние за тој еден, дали е 1 или е со вар правиме ја и Васко, се расправаме дали е вака или така, а уствари 5-0 губиме веќе у старт. Све што бугарите беа барање 4+1 се веќе вклучени. Сега таа е нова ситуација, на тоа треба да решиме. Јас се слагам дека треба да се отвори дебата и се нова ситуација да видиме што правиме. Ама ако 6 месеци сме
зборували владата, се обстојувала на тој став со таа комуникацијска стратегија што имале. Можеби тоа била стратегијата, премиерот на консултациите рече дека тоа била стратегијата. Има ли политички капацитет Геровски во власта и во опозицијата во овој момент да седнат и да ги договорат дел од овие заеднички постулати со кои што ќе тргнат во евентуалното отворање на преговори, а во исто време гледаме што се случува на терен. Можете и вие да ги видите снимките. Може и малку тон да ни пуштите во студиото да ја чуеме атмосферата. Колега Цедиковски, јас верувам во принцип во политика на инклузивност, верувам во политички диалог и верувам дека клучни, значени прашања за судбината на земјата треба да се решаваат со согласност со што поширока политичка основа. Ја ќе ве подсетам. Клучниот договор по војната во 2001 година, Охридскиот договор, беше донесен не, како да кажам, не со многу виткање раци, се разбира, но сепак не шверчински, нели? Беше донесен со консензус на сите тогашни четирите најмокни политички партии, двете македонски, албански и така натаму. Се разбира со подписот на председателот, така што тоа беше еден таков пример на консензус. Убеден сум дека во оваа фаза во која сега се наоѓаме, ние сега се наоѓаме во фаза на усвојување на она што Попетички го нарече уставот на преговорите, односно најзначајниот документ на преговорите. Нема ништо пологично тоа да се потрудиме сите заедно и ние во Македонија, значи нашите политичари, нашите партии, власт и опозицијата да дадат придонес, а и Европската унија не свикам зашто кога денеска Мишел каже дека има разбирање за грижите за идентитетските проблеми кои се на маса, објективно се на маса, ги има и во документот така натаму, да се направи тој договор подобар, затоа што во него во повеќе реченици дефинитивно се реферира на прашањата за кои ние преговараме, односно се караме, односно се оспорени од страна на Софија, а тоа се историските прашања. И ќе ви цитирам деловиот документ, ќе што вели вака, од документите, компост на документи, 3 документи се прашање. Советот го поздравува подпишувањето на вториот протокол, што е суштински елемент на пристапниот процес. Вториот протокол, тој што сега до прва ќе го подпише, можеме да разговараме што има во него. Европската комисија ќе го следи напредокот на реформите во сите области, а посебно внимание ќе посмети токму на документите од членот 12 од договорот за добрососедство. Тоа е делот, членот кој зборува за порано протоколите по старо, сега нели годишните извештаи и така натаму. Пишува: Советот ќе ги преземе предвид, ќе ги земе предвид оценките од Комисијата за реформскиот напредок и за напредокот за билатералните точки по овој член 12, значи, кога ќе одлучува за сите понатамошни чекори во сите поглавја или во кластерите. Че нема никаква дилема дека прашањата билатерални во делот на, како да кажам, адресирани во материјалната расправа, тие се тука во преговарачката рамка. Должност е на македонските политичари да се потрудат да им објаснат на луѓето од Европската унија дека ова за нас представува сериозен проблем. Дека ова го легитимира позициите и правото на Софија во секој момент да поставува вето и да поставува услови. Вие ме прашувате дали и без тоа легитимација може да го прави тоа Софија. Се разбира дека може. Да го правеше и претходно. Но зошто да направиме? Молам камера, молам. И тон.
Нека продолжат на видовме и кола на брза помош која што замина, веројатно имаше повреден припадник на полицијата или некој од демонстрантите, но тоа ќе го дознаеме веројатно подоцна. Гледаме дека кордонот полиција е поместен сега од пред зградата на собранието на улицата пред собранието. Во вакви услови и во ова што сега се случува, гледаме некаков тип на ескалација на протестите кои што почна уште пред неколку дена. Вчера имаше еден тип на протести, денеска малку по-радикализирани. Може ли да се понатаму оди со ова темпо на усвојување на предлогот или може би треба да се стави една кочница за да се овие политички прашања расчистат, за да може да се направи едно смирување на оваа тензија? Како психолог, ако сакате да кажам, значи кажа Карджаловски дека нели ова била стратегијата, ова е резултатот на таа стратегија. Значи, кога постои недоверба, ова е power games помеѓу двете, односно игри на мук помеѓу двете најголеми политички партии и за да дојде до деескалација, на ова прво мора да се создаде доверба. За да се создаде доверба мора да се отвори каналот на комуникација. Каналот на комуникација не се отвара со меѓусебни обвинувања и кој е прав во однос и чиј став е појак во однос на предлогот, него треба да се видат интересите на сите граѓани. И тука кој ги штити интересите на сите граѓани? Меѓу другото и политичките лидери. Тие зарем овие што седат пред собранието и тие од другата страна, значи двете политички партии немаат исти интерес да се живее убаво на ова парче земја. Ако имаат исти интерес, зошто тоа не е пресликано на терен? Зошто гледаме дека се закрвени? Кога ние имаме проблем со друга земја и имаме проблем надвор. Значи, јас само би кажала дека треба да се застане за деескалацијата, инаку на овие конфликти, еве според Гласов, доаѓа од медиација преку водење на процес со помош на стручни лица, па после тоа медиатори, па арбитражен суд, до насилна интервенција. Да не дојде до тоа. Затоа што многу брзо ескалира ситуацијата и тоа не е во односи со друга земја, туку на домашен терен. Значи тука некој потврлил. И не е битно сега... Да, сега материјалната расправа за она што се вели предлог, некако сега почнува да се префрла на друг терен. Еве до сега зборувавме јазикот, историјата и така натаму. Меѓутоа, фокусот, ако продолжат овие настани, секако ќе биде друг. По Петрес? Станува ли се потешко за владата во едни вакви услови да
безусловно Не знам прифатила. како ќе бидам разбран, ама еве ајде ќе го кажем тоа што го мислам. Значи поларизацијата не е нешто туѓо страно и ново во оваа ситуација. Поларизација не се случува пред секоја тешка одлука. Така беше пред Преспа, така беше дури и во периодот за кој што Геровски зборуваше, кога големите 4 партии решија да го потпишат договорот од Охрид, па потоа и да го имплементираат, и тогаш имавме вакви или слични сцени на улиците. Апсолутен целосен консензус во општеството не можеме да очекуваме. Претпоставам дека сите имаме минимум согласност дека оние што се на власт или ајде, ете и политичките елити, и оние што се во опозиција, претпоставката е дека се поинформирани и дека од тука можат и да носат исправни, правилни одлуки, честопати и спротивни на она што е доминантно јавно мислење. Добро, Кржаловски, во вакви услови, значи, постојат две тези како тоа се решава проблемот или седенство, претпоставувам и Протуѓер ќе се согласи со тоа. Значи, или треба да се убрза постапката за да се завршат работите, или треба да се влезе во еден сериозен процес во кој што ќе се одложи донесувањето на одлуката за да може и пред граѓаните, не само веќе пред политичките партии, да се објасни она што се случува во однос на прифаќањето на таа преговарачка рамка. Ја не можам да разберам што е брзањето и зошто автоматски некако се поларизира работите, иако многу добро беа отворени и од владата и од претседателот Пендаровски. Неговата изјава од Мадрид беше одлично, дека окей, лош предлог имавме, се модифицира, велам не е нов, туку е модифициран, јасно стави на знање дека не се големи промените, но да видиме дали е доволно добар, ќе се отвори и владата се надоврза, ќе се отворат широки консултации. И тоа, претпоставам, подразбираме дека ќе трае некое време. Секако се промаши 30 јуни, крајот на француското председателство, и сега не гледам што е драмата за толку брзање. Секако владата во Бугарија е падната и тоа ќе чекаме сега до септември, октомври, ноември се најавуваат изборите. Значи нема многу да се смени. Се што е брзањето, како за Пржинскиот договор, 15 јули, па сите на одмор да одиме до тогаш. За тоа е брзање да се реши. Значи и вториот проблем е што се засемаа позициите. Наместо да се изјаснуваат сите јас сум за, јас сум против, требаше да се отвори таа дебата, да ги видиме аргументите. Васко многу убаво имаше неколку артикли, вели ова е се аргументите за, овие се против. Да дебатираме за тоа, да извагаме што е. Јас предложив на владата на тие консултации писмено, пошто немаше време, на 13 минути ни дада за консултации, зашто 65 минути траеше брифингот што се случувало. И дадов предлог да владата излезе со претходниот предлог, со сегашниот, да направи споредба, наместо ние да се расправаме што е сменето и дали е добро, и кои биле аргументите кои одлучиле да се да тие сметаат дека е прифатливо. И зошто не било прифатливо претходното. Владата треба да Властите дека дебата има, ама ако кажеме два кампа сега, иако е глупаво да ги делиме така и граѓаните и луѓето кои што излегуваат со своји ставови во јавноста, како да не се слушаат меѓу себе. Мислам дека клучно беше тоа отсуство на владините представници во првите 3-4 дена од кога излезе тој нацарт првичен француски предлог. Тогаш рововски се заземаа позициите и од тогаш нема отварање. И сега и од едната страна се даваат аргументи, од другата страна се даваат аргументи, а некако не се слушаат двете страни. Тоа е мојот впечаток. Не е дека нема дебата. Ајде, Геров. Како што кажа Петерски Тепалку, природно е, нормално е, тие кај кои се во чии раце се најсензитивните информации да имаат може би поголема и обврска, па и право, ако сакате, да носат одлуки и да информираат јавноста, но истовремено мора да сватиме дека тие имаат и поголема одговорност да и пристапат на другата страна и да остварат диалог. Грешката беше, според мене, од почетокот, што владата влезе во една блицкриг кампања.
за прифаќање на францускиот предлог, надевајќи се дека дека ќе се протрча дебатата, која инаку беше представена како што треба, како процес на широки демократски консултации, кои за мене треба да продолжат, бидејќи или ќе се дебатираме во институциите, во политичкиот диалог на маса, или луѓето ќе се тепат на улица, трето нема. Тоа е смислата на демократијата, да се извлечат конфликтите од улица, за да се расправа на маса. Тоа е смислата на целиот процес. И се пазите, ние имаме два пика овдека. Зборуваме за одлучување. Едниот е сега, кога владата треба да реши, формално владата решава, не собранието, дали ќе влезе во овој процес со оваа рамка или нема да влезе. Вториот пик, реално второто одлучување, доаѓа после процесот на скрининг, кој е многу важен за Македонија, кој ќе биде отворен, а тоа е за најрано 2 години од сега. Прашање е и тогаш, после изборите, редови, прашање дали ќе има констелација да се отвори уставот тогаш и дали ќе тоа може да ветува. Пазите, имаме 2 години во кои реално ништо нема да се случува. Денеска имав брифинг со еден од одлучувачите, прашам, имате ли вие некој рок? Рок во кој треба се изјасни. За ден, за 2, за 3, за 5, се оди на одмор нешто, се слави некој празник нешто. Што е брзањево? Зашто не се направи обид, еве утре се прави обид, дека ние разговараме, се надевам дека страните ги спремаат своите позиции, зашто не се направи навистина обид да се седне на маса, да се остварат и сепак да се разговара не само внатрешно, бидејќи внатрешно ние и понатаму ги имаме различни позиции, да не се лажеме. Ние нема да имаме никогаш единствени позиции, бидејќи постојат и легитимни интереси. Партиите легитимно се борат за власт, тие не се криминалци кои се борат за власт. Криминалци секој прават нешто друго, докато се борат за власт, кој прават тоа легитимно. Покрај тоа треба тие да водат, зашто да не се отвори уште еден дополнителен диалог, бидејќи има време, сакам да кажам, меѓу тие два пика има доволно време да се отвори диалог. Зашто едноставно не им кажаме луѓето Брисел, луѓе, ние сакаме да почнеме скрининг, ќе продолжиме да разговараме, имаме отворени процеси, се разговара, сега ќе се подпише втор протокол, детали има унутра, се разговара, за Самуил, за ово и за оно, за сите глупости се разговара, се води. Зошто сега сето тоа треба да се легитимира и да се стави на ваков начин, како што цитирав, во преговарачката рамка? Зошто? Што е потребата? Мене ми јасно што е потребата. Потребно да се легитимира бугарската позиција, која е инаку нелегитимна. Според европските вредности, таа е нелегитимна. Денеска Мишел кажа, ќе сторам се, ќе дадам се од себе, нелегитимните билатерални прашања. Велите потребата, чија потреба бугарските ставови да се легитимираат? На Бугарија би се разбира. На Бугарија? Да, се разбира, што тие се легитимираат како европски. Дали свакаш дека сега, после вакви формулации, нашиот билатерален спор добива карактер на спор со 27 членки земји на Европската унија. Утре ќе дојде некој од Литван и ќе рече, абе ние во ова поглавие што правиме сега ние за цар Самуил? Што има ние разговараме со некој од Литван и за цар Самуил тему? А ние разговараме, бидејќи протоколот е претпоставувам ќе имате контрааргумент на ова? Дали е баш така? Не, Геровски ми бил и уредник, имам огромна почит кон него. Мислам дека носиме голема одговорност сите со секој јавно изнесен збор во оваа дебата. Целиот пакет е составен од неколку документи кои што се меѓусебно поврзани, ама немаат иста тежина. И кога ги читате, без намера било кого да навредам, да омаловажам и така натаму, треба сепак да имате некакво искуство од процесот, од претходно, за да знаете кога читате што читате. Мислам, навистина не сакам никого да омаловажам, ниту да сакате да... Не, продолжете. Не, ве молам само кадарот и на соговорниците, значи во два прозора. Нема да има одредница бенчмарк за цар Самуил. Споменувањето и на договорот од Преспа и на договорот со Бугарија, па вклучувајќи ги и годишните прегледи со мерките согласно член 12,
се во општиот дел на преговарачката рамка и тоа подразбира дека на општи генерален начин Европската комисија ќе го следи нивното имплементирање и ќе ги информира меѓувладините конференции. Нема да има преговарање во оваа смисла како што Геровски, извинете, навистина мислам како се вика, не сакам лично да го разберете ова, сега полемизираме. Али ќе ви реплицирам на полемиката, се разбира. Да. Значи нема да има преговарање со 27 земји членки за одредници конкретно поврзани со некакви билатерални прашања. Најдиректно, може би дел од тие теми ќе влезат преку така наречениот акцијски план за малцинства и заедници, вклучувајќи ги и темите од антидискриминација, говор на омраза и образование, кој што треба да биде направен во рамките на кластерот фундаменти, првиот кластер, но се уште тој инструмент е поставен на општ начин. Тој не се однесува само за бугарите. Дополнително мислам дека ги земав. Еве, акцијски план за национални малцинства има Србија, да речем, иако никој од нас упорно, дури и владините представници зборуваат за тоа дека е комплетно нов инструмент ова, само извлечено од роудмапот за кластерот фундаменти, односно поглавието 23. Дури таков инструмент постои со сите теми набележени во него, кои што се и во името на акцијскиот план, кој што беше дебатиран како проблематичен. Еве, prohibition of discrimination, education, дела од омраза. Значи, сите теми за кои што ние мислиме дека ексклузивно се нашле во нашата преговарачка рамка во кластерот фундаменти, ги има во акцијски план за Србија, за национални малцинства. Така што мислам дека треба да бидеме внимателни кога влегуваме во детална анализа на предлогот, бидејќи не е еден документ, важноста на сите документи не е иста и уште еднаш ќе кажам, најважна е преговарачката рамка. Таму дури изборот протокол го нема, а споменувањето на договорот со Бугарија и годишните прегледи со мерките од членот 12 се во општиот дел на преговарачката рамка. Србија има посебно поглавје за Косово, така што тоа е нивниот процес и тоа е нивната проценка. Србија преговара веќе колку 12-13 години, ако не се лажам, со Европската унија. Неспорно е фактот, јас мислам дека цитирав јасно, дека овој дел по старо, протоколите, по ново, годишните прегледи ќе бидат важни за оценувањето на напредокот на земјата во процесот. И тоа го пишува јасно и гласно, ако сакате, уште еднаш ќе го цитирам. Вели, Советот ќе ги земе предвид оценките поврзани со членот 12, кога ќе одлучува за сите понатамошни чекори за поглавјата или кластерите. Од каде го читате ова, извинете? Јас го симнав од трите документи Ама не, ова ви е, извинете, ова ви е парафразирано, ваква фраза нема во ниеден документ. Еве, добро, јас ќе се обидам да ви доставам од каде точно изворот, но јас тврдам дека вакво нешто постои во документот и како што постои се разбира и одлуката на Советот да го поздрави подпишувањето на вториот протокол, што е вика суштински елемент на пристапниот процес. Веројатно знаете што пише во вториот протокол. Дозволете ми, значи нема таква реченица. Еве што вели. Значи, во оваа смисла it welcomes, значи Советот го поздравува, ја поздравува согласноста за протоколот од вториот состанок на меѓувладината комисија, воспоставена според членот 12 од договорот. Овој важен чекор ќе придонесе за добрососедските односи и регионалната соработка, кои што представуваат суштински елемент на процесот на пристапување. Значи, не протоколот, туку good neighborly relations и regional cooperation. Затоа велам дека мислам дека треба да бидеме прецизни до крај кога влегуваме во детална анализа и мислам дека никој од нас четворица на масава не е повикан да го прави тоа. Искрен да бидам. Мислам дека има луѓе кои што го разбираат тоа и кои што треба на детален начин да го направат тоа. Мислам, извинете. Добро, зашто не е до сега, например, направено и ние ги трошиме ресурсите за нешто што до сега требало да биде искомуницирано. Мислам, мене ми е тоа само прашањето, инаку апсолутно на почетокот кажав дека сум неповикана и можам да забележам вака, нели од страна, од мојата перспектива, една позиција на
размислување насочено кон дефицити, на она што нема да биде, што не може, што ние немаме, наместо да се фокусираме на она кое го можеме, кое го имаме и кон решение. Зошто е тоа така, бидејќи постојано преовладува тој наратив на жртва дека ние сме немокни и ние упорно остануваме пасивни консументи на приликите, наместо да станеме активни креатори на нашата иднина. За да станеме активни креатори на нашата иднина, ние прво треба да созреме и да бидеме насочени кон решенијата, да се договориме што ни е нас битно, наместо да ги трошиме сега, ние сите ги трошиме ресурсите на гасење на пожари дома. Не викам дека немало поделби пред секој договор, но сега ние тоа некако изгледа како оправдување за некој што не успел да обезбеди, да искомуницира почетна позиција на доверба. Само на доверба. Не викам тука дека е само власта, бидејќи мислам дека тоа се должи на тоа дека од двете партии функционираат како акционерски друштва. Дека практично интересот не е државен, туку повеќе им е да останат на власт, кусогледо, немаат нека голема слика. Во последно време тоа го велиме трите партии да добро, да бидеме трите партии, политички да коректни. бидеме политички коректни. Да. Добро, изгледа дека се смири барем за сега малку состојбата пред собранието. Ние сме некаде при крајот на емисијата, подоцна ќе бидат и вестите, каде што колешката Печеска ќе ни информира за тоа што се случуваше во собрание. По Петровски се постави и тука прашањето. Зошто мора сега да се брза? Зошто не оставиме простор еден подолг од еден месец, два, три, во кој што ќе легнат работите, можеби ќе се дообјаснат овие нешта за кои што навистина не на сите им е јасно, најмалку пак на оние што се надвор, кои што можеби не го ни прочитале предлогот како што треба и не можат нити да влезат, нити па треба тие да бидат тие кои што ќе ги читаат точките и запирките. Дали ова брзање кое што владата го промовира преку така наречени широки консултации што треба да завршат за 4 дена, само ја подига тежината на конфликтот? Јас на предлогот му пристапувам како на документ низ кој Европската Унија, конкретно француското претседателство, се обидува да оди по една тенка линија во која што ќе одговори на главните очекувања, барања на двете страни. Нашето чувство е дека одговорило повеќе на барањата на бугарската страна, на крај можеби и е така затоа што Бугарија е земја членка на Европската Унија, а Северна Македонија сака да стане членка на Европската Унија. Деновиве се изнаслушавме на анализи од типот зошто брзаме во прифаќање на францускиот предлог, кога веќе историјата на преговорите во последните 2-3 години ни ги донесе одличниот германски предлог, прекрасниот португалски предлог. Одговорот на тоа прашање е едноставен, затоа што да, можеби германскиот и португалскиот предлог некому му се допаѓале повеќе. Ама тие големи победи на македонската дипломатија, последицата, импликацијата од нив беше продолжување на блокадата. Ако била целта и ако е целта да се продолжи со блокадата, да, можеме да ламентираме на германскиот и на португалскиот предлог. За мене овие 2 години покажаа дека ниедна земја членка од наводно принципијалните и најпринципијалните, постојано ја споменувам Германија не случајно и поради моќта и поради пристапот што го имаше во еден дел од процесот, не успеа ништо да направат со Бугарија. Од друга страна, меѓу двата предлога, предлогот и модифицираниот, имавме неколку случајни или неслучајни изјави каде што јазикот беше наречен северно-македонски, 2 пати од претседателот на Франција, еднаш од премиерот на Бугарија, веројатно имаше уште неколку такви примери. Дали беше тоа можеби порака до Македонија дека секој следен предлог ќе биде полош? Кржаловски? Тоа секогаш пораките дека ако сега не прифатиме ќе биде полошо и би се надоврзал. Што впрочем со преспам може да се види дека на некој начин се сите што тогаш не убедува дека тоа е последно, се не се функционира и Могерини и Хан каде се сега да отчет да дадат за тоа што не убедува тогаш дека тоа е крајот на барањата. И Васко ме пред некое време ме нарече релативизатор
И Јавно не сум ме нарекол никој. да, приватно, да. Ама јас тоа се гордеам јас со тоа, бидејќи животна девиза ми е Ајнштејновата се е релативно и овој случај исто така се е релативно. Ако одиме по логиката дека целта е Европска унија и дека всушност нема преговори, туку треба да прифатиме се што ќе ни кажат и да го согласиме нашето законодавство и сите стандарди, ние го мислевме сето тоа е добро. Ама ако тоа е логиката, тогаш зошто воопшто ги изгубивме овие 3 години? Бугарија првото што чим рече вака ќе биде, требаше да речеме да. Или Киро Глигоров 92 требаше да рече па нека нема Македонија во името, така. Ако така релативизираме, се извинам, работа, ама ако тоа е целта, ЕУ по секоја цена, тогаш не можевме 92 да го направиме тоа. Зошто не било, треба да ни кажат сите политичари до сега. И сега слична ситуацијата. Пак секогаш се нешто судбински или историски одлуки, а не е така. Да барем и мислев дека почна добро процесот и мислам дека така треба да продолжи и добро е што се формираат и работни групи и собрание ќе се расправи, не гледам причина за брзање. За месец-два да се и така ништо друго нема да се случува ни во Европска унија ни во Бугарија. Да се издискутира, да се отвориме просторот, да се споделиме аргументи, да почнеме да се слушаме што вика Васко и можеби некој ќе се разубеди, бидејќи мислам дека овој пат кај Преспа немаше мнозинска поддршка, но барем 600.000 луѓе излегоа на референдум, гласаа за. И имаше критична маса во поддршка на тоа, а другата страна не може да тврди дека повеќето биле против. Ама сега мислам, барем перцепцијата, се уште нема ниту анкета, ниту ете референдум, може и референдум да направиме за 3 месеци и да кажеме што мислиме. Мислам дека критичната маса е далеку под ова, бидејќи, еве на прост пример, 90% од тие што беа поддржувачи на Преспа се јавно настапуваат против овој предлог. Кај моите другари најблиски, 8-2 беше за Преспа тогаш, само јас и шеф бевме против, сега 5-0 до сега за против предлогот. Значи нема уште ни еден што го поддржува во оваа форма. Значи да видиме што е. Ако е така што вели Васко, нема многу ништо страшно, има време ќе се убедиме дека е окей, ќе го прифатиме како треба. Геровски беше. Да, и да со те веќе завршиме. Ја до некаде разбирам и на колегата по Петриски и на други помлади, сум бил уредник, се знаеме долго време, таа фасцинација со напорите на бриселските дипломати, на целта дипломатски кор, можеби тоа и поради тоа што последниве години немам некаква близина со тој свет, така таа фасцинација дека таму само седат и мислат нешто, како да кажем, добро да направат за Македонија, да ја спасат оваа земја, бидејќи ние, што би рекла колешката Португалија, сме такви, никакви, неспособни да се соочиме и така натаму, мора да се дигнеме на тоа ниво малку. Предлогот, овој што го имаме сега на маса, реално создава едно огромно задоволство во земјата. Тоа гледаме на секој чекор. Ја да познавам многу луѓе, ви кажам, не па знам доста луѓе, кои викаат ова е окей, ова е добро. Сега некој ќе рече, тоа е последица што не го читале, па недоволно прецизно, па немало комуникацијска стратегија и така натаму. Нека и така, ние имаме проблем. Имаме проблем во општеството, имаме билатерален спор со Бугарија кој вреска во овој договор. Вреска, буквално вреска. Го има. Го има, не можете, го има и во словото, го има и во духот на оваа рамка, на овој сет на документи што ни се ставаат на маса. Не треба да го има стандард на Европската унија, тоа не може ни Васко кој е поинформиран веројатно за добрите иницијативи на дипломатите, му убеди никој дека тоа е стандард на Европската унија. Кажа човекот денеска, дојде шефот Мишел, кажа, ќе дадам најдобри напори од себе, тие прашања да не се повторуваат повторно и да не се ставаат нелегитимно маса. Импровизирам, бидејќи се не можам конкретно го цитирам, ама тоа беше суштината на кажаното. Сега, зошто пречи, објасните ми, што пречи да им кажеме на тие луѓе? Ако толку сакате да дадете напори, па дадете малку напор, можеби, зошто да не се подобри ова што го имаме пред нас, за да на вистина отстраниме некои проблеми. Не, пазете, тоа не значи дека веќе нема да преговараме со Бугарија, дека ќе го снема тој проблем, ќе се преговара. Ама
Мантра беше дека билатералниот спор нема да дозволиме да влезе овдека кај што влегува сега и да стане на некој начин мултилатерален, а станува пред нашите очи. Не можеме да го негираме тоа, се извинувам. Гировски, јас само една мала интервенција, значи во моментот му залепивте етикета на колегата дека тој е фасциниран од бриселските дипломати, значи тоа не отвара канал на комуникација, тоа е етикетирање. Значи можете да кажете мој впечаток е дека, значи тоа е лепење на етикета, мислам, извинете, мала интервенција во однос на конфликт менеджмент. Второ сакав да кажам дека е многу важно контекстот и затоа нели тоа што го зборувавте за нели зашто Киро Глигоров, зашто овој, секогаш е најважен контекстот. И прво е тоа, многу е важен, најважен за секоја ситуација да го разгледаме контекстот и второ да ги именуваме работите. Значи за да се разбереме ние треба да ги именуваме што е предавство за вас, што е предавство за мене, не е исто. Значи ние за да се разбереме треба да ги именуваме работите. А во однос не, генерално зборувам дека треба да се именуваат од мојава коучинг пракса секогаш јас ги терам да појаснат што мислат бидејќи мојата перцепција е поинаква. И ние имаме еден наративен идентитет на точно на жртва, меѓутоа имам една позитивна работа со која сакам да завршам, а тоа е дека наративен идентитет е концепт на секоја единка или нација креира свој идентитет врз основа на реконструирано минато, перцепирана сегашност и замислена иднина. И сега тоа е како некоја нарација што ние слушаме од историските факти, од тоа и како ја гледаме иднината. Во нашиот наративен идентитет никогаш немало некои самоубиствени потези, него нашиот значи како нешто со кое се идентификуваме е пиреј. Тоа значи дека ние сме биле прагматични и дека ние со таа политика нели на помали, меѓутоа сме успевале позитивно да се адаптираме на околностите. Не мислам дека сега ние треба сега да го смениме тоа и сега да одиме во некакви братоубиствени конфликти. Благодарам. Ви благодарам што бевте вечерва гости на телевизија 24. Вестите веќе не чекаат, така што привршуваме тука. Почитувани гледачи, останете со програмата.